Ден и половина им беа потребни на кавадаричките пожарникари за да го стават под контрола пожарот кој беснееше од 2 август помеѓу селата Дреново и Раец. Меѓутоа, со растот на температурите некаде во попладневните часови, огнот повторно пламна. Службите ќе имаат тешка работа со оглед на тоа што станува збор за терен кој е тешко пристапен како за човек, така и за возило. По ден и половина битка пожарот кај Кавадарци барем накратко беше ставен под контрола. Сепак, на тешко пристапниот терен, во текот на целиот ден, се забележуваа нови жаришта кои распламтуваат. Теренот е многу лош. На некои места е многу стрмен, на други места има трње, грмушки, густи трња низ кои што човек не може да се движи. Гори главно ниско стеблеста шума, но огнот со себе носи и лозија, се приближи до околните села. Вчера тука беше една жива катастрофа, би кажал. Имавме негде околу 10 км подолжна линија на самиот пожар, со голема обршта на горење на нискостеблеста шума, на грмушки, на трева и загрозување на селото Раец, Чесендри и на селото Дреново. Првичните сомнежи се дека пожарот е подметнат од дрвокрадец кој бегајќи од шумската полиција потпалил на 5 места што направило голема огнена линија. На 5 локации оддалечени од 500 до 700 метра, очигледно подметнати локации во непроводни предели во село Раец, атарот на Раец, село Чесендре и село Дреново. Годинава поради дождовите сезоната на шумски пожари почна подоцна од вообичаено. Но сега, кога цела Европа е под топлотен бран, надлежните стравуваат дека доколку состојбата излезе од контрола, Македонија ќе биде ограничена во барањето на помош преку Европскиот механизам за справување со пожари. Ве молам, бидете внимателни. Доволно е само една искра да настане катастрофа која што може да убие човек. Даниел Василев, Сител телевизија.